Под мотото право да живеам во урбана средина, Националното ромско друштво работи со цел едно семејство кое живее во нелегализиран објект да ги знае информациите за процедурите истиот да се легализира, со што ќе живее побезбено од една страна, а општината ќе може да наплаќа комунални давачки од друга страна. Овој ромски центар работи на национално ниво, а бројката на легализирани куќи и станови во општина Штип е задоволителна. Во Штип бројката не е баш толку мала. Ние уште имаме процеси кои ги водиме, но задоволни сме што во Штип ние достигнавме бројка некаде над 100 што веќе се комплетно зборам завршени. Останатите има и во процедура, но друга страна очекуваме дека и новиот закон кој треба да се донесе и да помине низ процедурата на владините институции, бичи на неколку пати ние реагиравме, зборам за минатото, и на 3 пати владата ни ги прифати нашите предлози, успеавме еднаш да го пролонгираме рокот за легализација и мислам дека таквиот начин ќе успее таквиот стил на нашиот на комуницирање, на побарување на отворени информации и правење на добри политики ќе стигнеме до правото што го пишуваме тука, да живееме во урбана средина, а Штип веќе е познато, веќе доби свој имидж. Во склоп на овој проект денеска се одржа една од нивните завршни активности, со што се делеше топол оброк за загрозените ромски семејства, вода и заштитни маски. Беа офатени 24 семејства, вклучувајќи ги семејствата зафатени од пожарот, кој избувна во центарот на Штип, односно Столица добија топол оброк денеска. Денеска всушност ова беше една завршна наша манифестација, состанок каде презентиравме дека ова треба да го продолжат и граѓаните, да сватат дека урбана средина не е само дека они живеат во неа, во градот Штип, туку ги имаат прават и како сите граѓани на овој град и треба да го продолжат со процедурата која започнале. Треба со луѓето кои се во Советот, со нив да контактираат, да си ги барат правата, а тие нормално после тоа треба да стигнат со усвојување во Советот на општината, со Советот на општината. Живеење во урбана средина значи исполнување и на низа други работи, односно покрај легализирана куќа или стан, треба да сте здрави и без проблеми. И Националниот ромски центар со седиште во Куманово действува токму на таа цел.